Почитувани, добро дојдовте во уште едно ново издание на Отворено студио. Денес во ова издание на Отвореното студио ќе позборуваме малку во врска со тоа колку се развијани кај нас музичките и културните настани. Дали има доволно заинтересираност од страна на учениците да совладат некој музички инструмент, да посетуваат културни настани и дали доволно кај нас ги има тие културни настани. Мој денешен гостин во врска со темава е веќе добро познатиот професор и магистер по гитара Васко Пиличев. Добро ни дојде во Отвореното студио. Благодарам за поканата и добро ве најдов. Така, Васко, како за почеток, вие како професор и магистар по гитара, како што напоменавме на почетокот, што е најново што се случува кај вас во врска со настаните? Дали ви предстојат некои нови надпревари со учениците во најблиска иднина? Да. Ние, општо зборам во музичкото училиште, сме секогаш спремни на убави работи, тоест односно да ги учиме децата на нешто многу убаво, а тоа е нели музиката. Така да за нас во секој момент ги припремаме децата за некој настан. Ако не е тоа надпревар, тоа се концерти на класа, концерти на група од класи, на повеќе наставници и така натаму. Така да ние секогаш имаме некоја обврска. Дури и да немаме таква обврска, ние сме должни да им посветиме доволно внимание на сите деца. Меѓутоа, конкретно на прашањето би одговорил дека сме во процес на подготовка, зборам повторно кажам за целото музичко училиште, на надпревари, кои сега ќе се одржат. Првите надпревари се во ноември. Тоа е меѓународен надпревар по камерна музика во Кавадарци. Така. А вториот надпревар е во декември. Многу се блиску тие два надпревари. Тоа не е само за камерна музика, меѓутоа има и повеќе дисциплини, тоа е во Скопје. На тој надпревар има покрај камерната музика по теорија и солфеж, по дувачки инструменти и не знам дали имаше и балет. Да, мислам дека балет, меѓутоа тоа нас не интересира, бидејќи нели немаме балет во нашето училиште. Така да првите надпревари се сега во ноември и декември. Потоа следуваат државниот надпревар во април, кој е поделен на 3 дела, на општински, регионален и државен. Меѓутоа тоа е еден надпревар. Што е поентата на тој надпревар? Поентата е општинскиот се одржува секој во градот. Потоа од градовите, децата што ќе земат прва или втора награда на општински, преминуваат на регионален во Штип, за нас за источниот регион е во Штип, и таму исто правило, доколку земат прва или втора награда, преминуваат на државниот надпревар. Тоа е во април. Сега има, можам да кажем, измеѓу и други надпревари, но секој колега си ги знае, како да кажем, своите надпревари на некој начин, бидејќи еве за гитара конкретно има јас моите деца кај што ми е во план нели да ги пратам во Бугарија во Кюстендил и во Ниш во Србија. Во Кюстендил е во април, во Србија е некаде околу крајот на мај. Тоа е околу надпреварите, меѓутоа јас би сакал малку повеќе да кажем околу самата подготовка за таа работа, бидејќи тоа е доста макотрпна работа, посебно ако се земе фактот дека се работи со деца. Еве конкретно јас имам деца кои се 4-то оделение. Тоа се навистина мали деца за тој вид на надпревари. И навистина е тешко да се работи со нив, бидејќи се среќаваме со, како да кажем, не музички проблеми, со комуникативни проблеми, а замислете треба да научат да свират и да се представат самите. 4-то оделение ви е најмалата возраст или има и уште помали ученици? За гитара 4-то е најмалата возраст. Тоа е програмата за основните музички училишта е направена на начин да клавир и виолина се изучуват од прво оделение до 9 оделение и тоа е 9 годишна програма. Поголемиот дел од инструментите од 4-то
до 9-та, односно 6 годишна програма, меѓутоа има инструменти, еве кај нас има контрабас кој се изучува 3 години. Значи 3 годишно образование кој јас, да бидам искрен, не се согласувам многу со тој начин, со тој систем образовен за музичките училишта, бидејќи од мое лично искуство знам дека дете ако почне од порано возраст, себе да кажем од прво одделение или второ, многу подобри резултати има подоцна. Тоа е навистина проблем и мислам дека треба да се заангажира некој во државата да го смени тоа, бидејќи има многу поголем успех и за децата, но и за нас, наставниците, е полесно, бидејќи е многу подобро од помала возраст да се почне да се изучува било кој инструмент, не мора само гитарата, да кажем во 6 годишно образование се и хармоника, и сите дувечки инструменти, така да мислам дека може да се размисли малку повеќе на таа тема, да се промени тој начин, да бидат сите 9 годишно. Дури некои инструменти да е тежок, еве например дувачките инструменти навистина физички се малку потешки и сега некој дете од прво одделение, нели, можеби не може да успее да свири на кларнет, меѓутоа може да се запише на кларинет, а да свири блок флейта, каде што е многу полесно. Има начини, меѓутоа мислам дека треба да се размисли малку на таа тема, да се променат некои нешта. Така, на кои инструменти има најголема заинтересираност? Најчесто на што сакат да свират? Па кај нас во музичкото училиште најмногу деца има на клавир. На клавир. Затоа и најмногу наставници имаме по клавир. Има заинтересираност за сите инструменти, може би помалку за дувачките, меѓутоа, еве, јас не размислам така. Јас мислам дека секој инструмент е убав сам за себе, нели? И дека секој инструмент може да понуди нешто неверојатно за тој што го изучува. Еве ќе кажам некој пример, каде што порано во нашето музичко, не само во нашето, во сите музички училишта, да се запише некој ученик, имало приемен испит. И сега на тој приемен испит ги примат сите деца и воопшто не е битна желбата на самото дете, туку ги распределувале каде имало потреба, нели, кој наставник има помалку часови, му дават деца. Со тоа што се добило, например, има феноменални музичари на тие инструменти, што сигурно не би се запишеле на тие инструменти ако оделе по собствената желба, а сега се врвни музичари. Така да мислам дека никој не може да знае однапред каде може патот да го однесе. Да го однесе патот, да, баш така. Така. Рековте дека е тешко да се работи со деца. Која е формулата за успешен педагог? Бидејќи знаеме дека вие сте еден од поуспешните професори по гитара и им давате навистина огромно знаење на учениците. Така, ви благодарам за мислењето. Па, не знам. Јас имам една девиза каде мислам дека за било што во животот, не само за педагог или за музичар или за било што, е потребно многу работа, многу труд, многу време, многу жртви, како да кажем, за да се дојде до некој успех. Треба да се биде малку и другар со децата, јас би кажал. Треба да се спушти нивото на детско, за да има баш убава комуникација. Еве, например, јас некогаш дури не одржувам час, а верувајте, тоа е најбитниот час. Пример, ќе дојде дете на час и на место да свириме, јас нешто ќе правам со него, некоја игра, нешто слично, и после тоа 2 месеца тоа дете со душа ќе чека да дојде терминот за гитара, бидејќи и јас се однесувам како и тој што би сакал да се однесува, нели, во природната детска средина. Така мислам дека тоа е многу битно, но сепак најбитно е да се има и желба за работа. Така. Знаеме дека од мали нози, значи свирите на гитара и добро веќе го имате совладано овој инструмент секако. Дали можеби во иднина би сакале да совладете некој друг инструмент и тоа да го пренесете на вашите ученици? Така, па добро. И кој инструмент би било тоа? Дали сте размислували некогаш? Јас
не свирам баш од мали нозе. Јас сум покасно почнат и тоа им го кажам и на моите ученици, како би им дал ветер во грбот, како да кажам, бидејќи јас почнав кога бев 7 оделение. Тоа колку години ќе му дојде, не знам. Значи 7 оделение, тоа започнав да свирам пијано, клавир. Значи јас гитарата ми од после. Кога сакав да се запишам во средно музичко училиште, требаше да се одбере втори инструмент. Значи јас свирам гитара од прва средно. И тоа е прилично, нели, доцна за изучување инструмент од перспектива на вашето прашање, меѓутоа тоа е уште еден показател дека никогаш не е доцна. И јас секогаш се шалам на моја сметка, како да кажам, со моите ученици, дека они се со години пред мене, нели, хипотетички почнати, па имаат шанса за уште поголем резултат. Значи, баш од тие мои, како да кажам, доживување што јас сум ги поминал, знам дека само работата може да се дојде до успех. Еве уште еден пример од тоа. Да кажем, јас кога почнав да свирам гитара, значи зборам од нула. Не знаев ни колку жици има гитарата, што се вика. За 9 месеца од нула дојдов до втора награда на државен надпревар. Значи од септември до мај месец јас успеав да дојдам до втора награда на државен надпревар. Не дека сум талентиран, дури јас за себе можам да кажам и сум просечно талентиран, можеби не знам. Но работата го прави човекот и тоа е пример, и затоа можеби зашто јас сум го поменал тој пат и сега јас го барам од моите ученици да се однесуваат на тој начин. Така. Колкова е заинтересираноста од страна на учениците за запишување на гитара? Има ли доста ученици? И ете, освен постоењето на желбата да го совладат овој инструмент, колку учениците се истрени во тоа? Како ви поминуваат часовите? Треба ли многу вежби? Заинтересираноста е голема. Тоа со задоволство можам да го констатирам. Меѓутоа, вториот дел од прашањето е негативен. Тука би ве прекинала само машки или има и девојчиња тука за гитара? Има и девојчиња. Дури сум имал во еден период каде што имав повеќе девојчиња од машки. Значи нема никаква разлика и јас не би се согласил со некои констатации дека еве, не знам, гитарата е машки инструмент, флейтата нели женски инструмент, харфата женски инструмент, иако е неверојатно тешко да се свири харфа. Не знам дали сте виделе прсти на некој што свири харфа, или не знам, трубата машки инструмент, знам многу од женскиот пол нели што свират и тоа супер добро, така да јас не ги делам баш работите. Меѓутоа има и од машкиот и од женскиот пол. Другиот дел од прашањето нели што беше за дали се константни деца или дали се заинтересирани, они се заинтересирани, меѓутоа има еден проблем, не зборам проблем за музика или за гитара, туку претпоставувам и мислам дека е општ проблем со денешните млади, со денешните деца, тоа сакат, јас би рекол, преку леп повеќе. Значи сакат буквално како наставникот да е Хари Потер, нели ќе замавне со стапчето магично и треба ученикот да свири пред 100.000 народ. Некако така ги замислуваат децата работите, што е до некаде и во ред, нели, меѓутоа кога ќе се судрат со реалноста и кога ќе почнат првите неколку часови, ќе видат дека тоа не е баш така лесно како што изгледа на тебе приемникот, нели, додека некој свири гитара, некој се истрени, меѓутоа некој и се откажуваат. Јас искрено сум имал ученици што се откажуваат и на првиот, на вториот, на третиот час. Они мислат на вистина дека готово. Не може да се пронајдат. Да, ќе одам кај наставник, право знам да свирам, меѓутоа тоа е далеко од така. Така. Дали учениците кои што се запишуваат да свират на гитара или ето да не биде конкретно гитарата, некој друг било кој или музички инструмент, го прават тоа бидејќи е тренд во денешно време да се оди да свирам на некој инструмент или навистина го прават од желба? Како е кај повеќето? И едното и другото. Меѓутоа
се зависи од самиот ученик, од самиот карактер. Знаеш, тоа е работа со ученици, работа со деца, работа со различни карактери. Сега, може би некој ќе дојде од нели е тренд да се свири, како што рековте, а потоа да му стане неверојатна пасија. Може да дојде некој само зашто е тренд. Затоа велам и едното и другото. Меѓутоа, најмногу резултати, најдобро е кога од било која причина некој ќе изучува било кој инструмент, не мора само гитара, но потоа тоа да му стане паси. Не мора да биде професионално, не мора да биде да продолжи, не знам, во средно, на факултет. Па кај нас, еве во Струмица, сите добри музичари, се грешка го кажа тоа, не сите, меѓутоа голем дел од феноменални музичари немаат музичка школа. Значи, дури и не е тоа пресудно. Дури не е тоа пресудно да се има музичко образование за да бидете добар музичар. Тоа има примери колку сакате и во светски рамки. Сега да не бројам, па скоро сите бендови, познати групи, членовите им се, како да кажем, не музички едуцирани, а нели, имат феноменални резултати. Кажи ми, лесно ли може да се препознае талент кај дете во врска со музиката, бидејќи кај вас доста ги имаше такви ученици со нели талентирани, кои што добива и доста први награди. По што би се издвоило тоа дете најмногу за разлика од другите? Па, дали лесно може, зависно од возраста. Во помладата возраст, кога се помали децата, не е така лесно, бидејќи, како што кажав, во помладата возраст имаме и разни други проблеми, меѓутоа, кај повозрастните деца, тоа навистина се примеќа доста лесно. А што е, еве, по мене? Што е талентот? Талентот е, ако на некој ученик му зададете една задача, и ако таа задача ја заврши, да кажеме, за помалку време од другите, веќе тука има нешто. Под помалку време се мисли помалку време на вежбање. Да кажеме, ако вие сте талентирана, јас не сум, и сега иста вежба земаме, нели? Јас вежбам 3 сати, ти вежбиш 3 сати, кај тебе ќе биде многу понавежбано, кај мене помалку навежбано. Тоа е талент, според мене. Но, пак ќе кажем, се зависи од работата. Тоа исто не само во музиката, според мене и во животот. Ако нема потрошени часови на тоа што се работи, ако нема потрошени месеци, денови, тогаш нема и некој голем резултат. Така, значи мора да се вложи труд па да има резултат. Талентот е џабе, буквално џабе, ако не се работи на тоа. Така. Колку младите ја негуваат традиционалната музика сега? Од аспект едно друго прашање, значи моје мислење, мислам дека младите сепак повеќе слушаат забавна музика. Так. Колку ја негуваат традиционалната музика? Па и моето мислење е такво, и тоа од искуството, нели, со децата, недоволно. По мене недоволно, меѓутоа не се и самите деца криви. Тука има малку поголем според мене, како да кажем, не проблем, него поголема пречка и кај повозрастните. Затоа што кај нас, например, не се почитува сопствената култура доволно. Сега да не бидам погрешно разбран. Еве ќе ви кажем еден пример. Во Бугарија, на надпреварот, и не само на тој ние што ќе одаме, на било кој надпревар во Бугарија, во било која категорија, за било кој инструмент е задолжително композиција од бугарски автор. За да биде уште појасно, зборам за класична музика. Така. Не зборам за фолк или поп или популарна било как. Зборам за класична музика. И сега најчесто бугарските автори се обработуваат теми своји,
од бугарски мелодии, бугарски ритмови и така на бугарски, балкански да ги наречам, не е битно. Поентата ми е друга. И кога вие ќе слушнете некоја дело од бугарски автор, тоа звучи баш како народна песна, а децата свират класична музика. Тоа кај нас е сериозен проблем. Јас сум се сретнал со ситуација каде што се спремам со децата да одиме на надпревар во Бугарија и имаме композиција што е од бугарски автор. И сега веќе кога ја имаме спремано таа композиција, ја свириме и на другите надпревари. Дури за малку ќе бевме, тоест децата ќе беа и дисквалификувани, бидејќи тоа било народна музика. И сега јас требаше да се објаснувам, значи зборам за колеги мои, што се со Академија музичка, така да се објаснам дека тоа е класична музика. До тој степен е таа блокадата што ја нареков, дека и не се само децата виновни за тоа, што не се негува таа музика. Јас, например, имам идеја учебниците што се направени за почетната возраст, да кажеме во четврто деление, во првото полугодие се изучуват 3 до 5 ноти. Со тие 3 до 5 ноти има направено книга одредени вежби. Со тие 3 до 5 ноти може да се направи книга со македонски теми, например, или од македонски автор. Ама не, тоа е проблем. Тоа е по мене најголемата блокада за децата да ја изучат и тој вид на музика. Има и друг момент тука, не знам сега како да го кажем, како фолклорната музика е, не знам, ваква, не знам, онаква, не си модерен, и такви слични работи со кои што секој дете кое што би се сретнало, веднаш би било во втор план тоа и сигурно наредниот пат не би посакал да свири таков вид на музика. Во секој случај останува забавната музика. Да, забавната се изоставува традиционалната музика. А не би требало да биде така. Што мислите за моменталната ситуација на нашата музичка естрада или сцена? Така. Ајде ќе земам малку дел од претходниот одговор. Искрено не ја слушам нашата музика македонска толку. Меѓутоа е наша и во автомобил кога се возам ќе пуштам радио, нели ги слушам песните, ги знам. Децата што сакат да ги учат, така да во тај дел ми се познати работите, меѓутоа како да кажем, не ми е тој жанр кај мене при срце. Исто и народната музика не ми е при срце, а пред малку зборам дека нели треба и децата да изучат и така натаму. Зошто го велам тоа? Бидејќи не е добро само тоа што на тебе или на мене ми се допаѓа. Тоа ми се допаѓа на мене и за мене окей, можеби е најдобро. Меѓутоа музиката е многу поширок поем и мислам дека треба сите да ја гледаме на тој начин. Конкретно за македонската музика, нели што е вашето прашање, има феноменални музичари, има феноменални изведувачи, меѓутоа мислам дека проблемот кај нас е во творењето. Мислам дека не само во последните неколку години, меѓутоа од секогаш кај нас поголем проблем бил. Мислите дека недостигат добри автори или? Не знам, да не бидам погрешно сватен, меѓутоа така ми делува мене, бидејќи изведувачи, конкретно пејачи, има феноменални, а немаат некои по мој вкус, пак ќе кажам, завидни песни, нели сега нормално има исклучуци, многу, има неверојатно добри песни и кај нас направено, меѓутоа во глобала мислам дека целиот проблем е кај авторите. Да го земеме пример Тоше Проевски. Таков вокал со неверојатно добри песни, неколку, меѓутоа недоволно во наводници искористен вокал, бидејќи навистина тој требаше и во тој период, нели, додека беше жив,
да испее многу подобри песни од тие што ги испее. Иако, пак ќе повторам, има навистина одлични песни кај него. Само го земам како пример навистина феноменален вокал, а авторите малку затаија. Так. Што мислите пак за забраната на македонската музика? Кој е вашиот став, ете, вие како професор по музика? Так. За жал кај нас, мислам дека во сите пори веќе на општеството е влезе на политиката и не би коментирал многу на ова прашање, меѓутоа мислам дека и тука е проблем политиката, а не треба да е проблем. Тоа е едноставно сосема друг правец кој што треба да си го гледат тие што работат во тоа. Тоа е моје мислење. Сега конкретно за самата забрана, од една страна се авторите кои што се нивни дела и тие имат апсолутно право што сакаат да прават со нивните дела, од другата страна е интересот на граѓаните да ги слушат тие дела и не знам, јас сум негде на средина. Ги поддржувам и тие, мислам на авторите, бидејќи ако е нешто мое дело и ако јас сметам дека некој сака да го користи за малку пари, да кажеме, нели? И ако сметам дека треба да го забранам, ќе го забранам. Тоа е мое дело. Меѓутоа, од друга страна, како што кажав, навистина е неубаво сега ситуацијата да слушаме само странски песни, да не може да ги слушаме нашите песни и за тоа па не сум. Најдобро по мене е да се седни, да се најде некое решение, да се реши проблемот, иако и од друга страна мене што повеќе искрено ми смета, било кога и да се случи, ќе укинат забраната и повторно на нашите екрани ќе гледаме многу повеќе српска музика него македонска. Тоа ми смета многу повеќе отколку самата забрана. Така. Колку нашиот народ ги посетува културните настани, например, доколку, да земеме пример некој музички настан или одење на представа, так. Дали е голема заинтересираноста кај помладите или пак кај постарите? Па, мислам дека Струмица е многу културен град. Бидејќи, јас посетувам и театар, и изложби, и промоции на книги, се што се случува во градот, и сум бил и во други градови на исти такви настани и можам слободно да кажам дека Струмица е феноменално културен град, има одлична публика за секаков вид на култура. Во Струмица, да кажеме, да земеме промоција на книга. Че било кој автор да го видите на промоција на книга, сигурно било која сала е полна. Додека во Скопје може да се случи да има промоција на книга со 30-50 луѓе. Да не зборам за театар, да не зборам за камерниот фестивал на Ристо Шишков. Ако не земете карта 2-3 дена однапред, мислам дека ќе останете покуси за представа што сакате да ја гледате, нели? А замислете, има по 3 представи на ден. Значи, тоа е навистина показател дека струмичани сакаат култура. Ликовната колонија, нели? Било што во Струмица има навистина голем интерес и мислам дека тоа треба не само да се негува, туку и да се надоградува. Значи, да се како да кажем, да се измислуваат и нови настани, нови работи за да биде уште побогато културното милје овде во градот. Така, а што е со музичките настани во нашиот град? Дали ги има доволно или според вас какви настани би требало да се одржуваат почесто? Па доволно никогаш не е доволно, нели? Меѓутоа јас мислам дека во ред и ова програма што се нуди има доста класична музика, има доста, меѓутоа мислам дека и не е само до луѓето, зборам конкретно за класична музика, бидејќи реално најмалку би биле посетувани, тоа не е само кај нас, тоа е секаде. Мислам дека и малку повеќе реклама ни фали, за да биде некој настан повеќе или помалку посетен. Од другите жанрови,
не знам какви концерти овде би требало да се одржуваат, бидејќи немаме кој зна какви големи сали, но што и да се случи со било каков музички настан, јас мислам дека сите настани се супер добро посетени, така да ќе го повторам ставот од претходно дека Струмица е навистина културен град и знае да препознае култура. Така. Како според вас изучувањето на музиката влие врз развивањето на децата, бидејќи вие секојдневно работите со нив? Така е. Тоа е многу интересно прашање. Сега јас нормално нема да зборам стручно, бидејќи апсолутно се дистанцирам од стручност на таа, меѓутоа ќе зборувам од тоа што го имам читано, тоа што го имам учено на факултет по педагогија, психологија, методика, баш се изучуваат некои такви работи и мислам дека музиката е вистинскиот избор за секое дете. Зошто? Затоа што толкова активност на мозокот, додека некој свири, нема во ниту една друга активност. Пак ќе кажем, сега зборувам од аспект на музичар и тоа што го имам прочитано, не од стручен аспект, бидејќи еве еден пример. Ако јас отсвирам 3 тона во интервал од 1-2 секунди, значи јас правам многу работи. Со десната рака која жица треба да ја отсвирам, со левата рака, со кој прст, на која поле, на која жица. Треба да биде тоа се синхронизирано. Тоа нели се доаѓа нормално од мозокот. Сега зборам за секунда, а јас правам многу пократи, не 3, многу движења, не 3. Затоа што има повеќе коски што треба да бидат одредено свиени, повеќе мускули се активираат. Тоа ќе ни покажеш некојаш директно, значи во некоја друга отворена студија. Мислам дека тоа е навистина значено за развитокот на детскиот мозок и за тоа најдобро има една скрипта направено, доктор Чепрганов, мислам дека се викаше, презиваше, и баш има добро објаснато со многу постручни изрази што точно се случува во самиот мозок додека некој свири. Така. Кои се вашите идни планови? Рековте дека ете можеби некој концерт, но надвор од нашата држава, затоа што рековте нели немаме некои такви големи сали за да се одржат големи концерти во Македонија. Дали тоа можеби би било во некоја друга држава, да имате некоја неостварена желба? Не баш така, бидејќи јас, како да ви кажам, од секој сум ги гледал реално работите. Јас никогаш не сум се гледал како концерт мајстор на гитара. Сум се гледал баш тоа што сум денес. Со вашите ученици, мислев. Со моите ученици, да. Тоа веќе друго, тоа би сакал да видам некој од нив на тие светски сцени и ми било неверојатно задоволство да го гледам и да го слушам тој концерт. Така. И Васко, за крај ќе ни кажеш која е твојата порака до сите оние кои што ете се занимаваат со музика? Па, мојата порака е, тоа го кажа веќе неколку пати во денешниот разговор, работата го прави човекот. Значи, доколку некој сака да се занимава со таа работа, верувајте, и воопшто да не сте талентирани, доколку работите ќе дојдете до некое просечно ниво. Па дури може да кажем и надпросечно ниво на свирење, бидејќи работата го прави човекот и ништо друго. Само вежбање. Така. Васко, јас многу ти благодарам за гостувањето и те посакувам во иднина да редите уште многу успеси со вашите ученици како досега. Ние тука, почитувани, се одјавуваме со ова отворено студио. Останете со програмата на телеканал А1. Од мене пријатно.